Силата ја гледаат во заедништвото и мобилизацијата на човечките ресурси. Проблемите и нивното решавање ќе ги бараат меѓу народот на терен, одејќи од врата до врата, разговарајќи. Вака, социјалдемократите од Јегуновце гледаат на престојните локални избори. Свесни се дека ги очекува многу работа, но едновремено очекуваат заеднички со сопартиците, симпатизерите, со народот да ги надминат. На саботната конвенција немаше многу ветување, зашто велат сити се од нив, но она што кандидатот за градоначалник на општина Јегуновце од СДСМ, Дарко Блажевски, го говореше, одеше во насока на критики на постојното државно и локално раководство и најава на неговите приоритети, доколку го добие мандатот. Она што сега можем да го ветам е дека за време на мојот мандат секој собран денар од граѓаните рационално ќе го искористам за потребите на жителите на општина Јегуновце. Општина Јегуновце се наоѓа на подрачје со многу природни убавини. Од високите врвови на Шар планина, пространата и плодна Полошка котлина, низ која минува живописната река Вардар. Би представувало греф доколку овие убавини останат неискористени како досега. Ќе ги искористиме овие поголни природни услови и за време на мојот градоначалнички мандат максимално ќе се посветам на развојот на планинскиот и селскиот туризам. Голем број на граѓани на општина Јегуновце својата екзистенција ја наоѓаат во производство на земјоделските култури, но поради својата неорганизираност не успеваат за своите производи да добијат повисоки цени. Мора да се помага на земјоделските производители во изнаоѓање на пласман за нивните производи. Тука се произведуваат најубавиот тетовски граф и тетовското јаболко, познати и признати насекаде, и тоа мора да го искористиме. Здравјето на граѓаните на општина Јегуновце ќе биде наш приоритет. Сите граѓани на општина Јегуновце мора да имаат чиста и здрава вода за пиење и во доволни количини во секој период од денот. Осветлени и асфалтирани улици и во зимскиот период навремени очистени од снег ќе бидат еден од моите приоритети. Ветувам непартизирана, професионална и ефикасна општинска администрација. Администрација која ќе го почитува работното време и која секогаш ќе биде во служба на граѓаните. За потпредседателот на СДСМ, Ана Павловска-Данев, Блажевски е чесен и способен човек, кој ќе се справи и со водоснабдувањето и со регулацијата на коритото на Вардар. Очекуваат сигурна победа, зашто секаде каде што поминале во нивното работно лето, виделе само сиромаштија. Каде и да одиме, со кого и да разговараме, со кого и да се сретнеме, секаде ја слушаме истата реченица. Вака никогаш не било. Од лошо по лошо. Старите велат од бетер дан бетер. За жал, ако нешто сите заедно не смениме, на вистина така ќе се случи. Од лошо по лошо, од бетер дан бетер. Она што го забележавме во нашето 4-месечно напорно работење на терен е дека народот повеќе не сака да ќути, не сака да молчи и не сака да трпи. Народот сака и бара нешто ново и нешто различно. Нешто сосема поинакво од ова што денес го има, што се нарекува власт во државава, власт на најголем број општини и локални самоуправи. Народот е подготвен ова да го смени по секоја цена. СДСМ е единствената организирана сила, единствената организирана политичка моќ, која заедно со другите политички субјекти што гравитираат околу нас, може и мора да преземе нешто за да ги смени овие состојби во државата. Знаат луѓето, знаат дека нема кој друг да им помогне. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е првенствено политичкиот субјект што може да ги поведе и да ги доведе до победа. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во саботата го промовираше и кандидатот за градоначалник на Маврово Ростуша. Тоа е актуелниот претседател на општинската организација на СДСМ, Сами Рајдини. Според него, општината располага со природни ресурси за што е потребно инвестирање во инфраструктурата. Тоа пак ќе влијае на привлекување на туристите, урбанизација на селата и враќање на населените.
Нашата визија, велија едини, е дека треба да се отпочне со изработка на геодетска подлога село по село, за конечно да се решат проблемите на граѓаните.